Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Како што најавивме и вчера и на Facebook профилот, вечерва ќе посветиме емисија на квантната медицина. Затоа поканив гостин во студиото, доктор Дејан Сарчевски. Добро вечер, Јанко, добро вечер на гледачите. Здраво. Ние се сретнуваме овдека, докторе, по трети пат во емисијава. Одамна направивме една емисија која беше вистински бум во тоа време, но помина доста години, некои работи се изменија, но иако тогаш нели ги елабориравме некои основни работи, ја би ве замолил повторно да и за новите гледачи, новата телевизија и новата публика, не само ширум Македонија, туку и надвор и така натаму, да објасниме малку што значи тоа квантна медицина. Така. Меѓу другото морам да го напоменам и ова дека во понеделникот имаше емисија по квантна медицина на Рубу знаности. Појмено. За малку ќе се поклопеа некои работи, да. Беше исто доста интересна емисија. Во секој случај, ја ќе се потрудам да објаснам што поедноставно во однос на методата, што представува квантна медицина како таква. Доколку малку би рекол би вулгаризирале работите, значи ги поедноставиме, би кажал дека квантната медицина и не е така сложена како што се мисли. Нормално дека се базира на квантната физика. Квантната физика е направена со цел, квантната механика е направена со цел да ги објасни на оние работи што класичната Њутонова физика не може да ги објасни. Најдообјаснимо нешто до сега во однос на физиката е практично гравитацијата. До ден денешен ние немаме солидни податоци како таа всушност функционира. Ги знаеме незините последици, ама не ги знаеме причините. Не го знаеме гравитронот. Токму така. Не сме го откриле, но го чувствуваме него. Токму така, ние тоа го чувствуваме, меѓутоа не знаеме како функционира. Меѓутоа не би се навратиле на таа тема, сакав да кажам дека квантната физика всушност е една гранка која што ги објаснува оние работи кои што класичната Њутонова физика не може да ги објасни. Што би можеле да кажеме околу квантната медицина? Слично на квантната физика, квантната медицина објаснува некои работи кои што конвенционалната, ортодоксната медицина не може да ги објасни. Всушност, медицината како таква може да се каже слободно дека знае само 6% од човековото тело. Значи, само 6% знае. Не знае ни помалку, не знае ни повеќе. И тука сме ограничени. Квантната медицина веќе навлегува длабока во целата таа проблематика и покажува некои сосема нови сознанија, дека не е најмалата единица на секој жив организам клетката, нели, со незините органели внатре, него всушност дека основната животна единица на секој жив организам е практично атомот. Атомот и молекулите. Од тука се започнува. Значи, целата приказна започнува од атомите, кои што ги градат молекулите. Сега вака, јас, пошто ние се навоѓаме тука во градски парк, градски стадион, ако му смеам да напоменам. Да, слободно. Да. Ја на кратко само би сакал да објаснам што значи тоа атом. Многумина претпоставам дека знаат, меѓутоа би сакал да им приближам на гледачите како тоа изгледа. Изгледа следниот начин. Доколку замислиме едно зрнце песок, кој што ќе го ставиме на сред стадион, и тој би представувал јадрото на атомот, а краевите на стадионот би представувал орбитата. Значи, тоа е едно огромно пространство. Со тие пропорции. Сега. Празен простор, неисполнет со енергија. Токму така. И потенцијал. Што е тоа што мораме да почнеме од тука за да можеме да ги поедноставно работите за понатака. Што е тоа, всушност што го држи атомот во таква компактна состојба што може да гради други, нели, со атомите да градат молекули. Слабите гравитацијски сили. Токму така. Имаме слаби гравитацијски сили, имаме јаки јадрени сили или нуклеарни сили, слаби нуклеарни, електромагнетно поле. Тоа се четирите основни сили на универзумот. Токму, четирите основни сили на универзумот. И сега, јадрото како такво,
самото јадро, оно е составено од протони. Значи, идеме се подлабоко внатре влегуваме, Протони, нели? неутрони. Јадро, па имаме малку протони. Па во самите протони имаме, значи, неутрони, односно имаме кваркови. Па сега во самите кваркови што имаме внатре, значи ние длабоко навлеговме самото јадро. Сега тука доаѓа приказната теорија на струни. Што се всушност струни? Фреквенции и вибрации. Така, тоа е последната теза која веќе е теоретска, практично не е докажана, тоа е се смета дека е основната честичка на универзумот воопшто во свет. Дека се тука повеќе димензионални и дека се со разни форми, затворени, отворени и дека сите во суштина дека они вибрираат. Дека целиот универзум во суштина вибрира. Токму така. И ги гради формите преку вибрациите. Значи сите форми, сите ние што сме изградени, се изградени од тие форми на вибрации. Вибрациите всушност даваат насоката како ќе се движат формите и што ќе представуваат они. Може да се наведе тука еден многу интересен пример. Може сум ти го пуштал некогаш. Повели. Значи една плоча метална, или маса, одоздола се става звучник. Со одредена јачина, одреден звук. Ако посипаме песок одозгоре, Тоа си го гледал кај мене. Не сум гледал кај тебе. Во емисија со водата. Вода како тече, па звучникот и како ја изместува или и со песокот звучникот одоздола како го формира во разни бранови, така. Како формира правилни геометриски форми. Секоја фреквенција формира правилна геометриска форма. Така. Значи влијае на средината околу себе фреквенцијата. Токму така. Всушност се смета дека фреквенциите ги тварат формите. Зошто? Затоа што генерално кога би начнала малку ДНК структурата, до пред 15 години научниците, официјалната наука сметаше дека 98% од ДНК структурата, од генот, е всушност ѓубре, го вика. И така го викаат треш. До пред 15 години го вика. Само тие 2% на аминокиселини знаат дека аминокиселини дека служат нели за трансмисија на сите наследни особини. Меѓутоа тие 2%, 1 до 2% што ги знае, тие сите ние ги имаме. Значи ги имате вие истите, и јас ги имам истите, и ги имаат црвите истите, и винската мушичка ги има истите. Као заеднички именител на животот. Значи сите ги имаат, да. Сите истите ги имаат. Сите животни ги имаат, сите луѓе ги имаат. Што е тоа што е гради формата? Се поставува тука големо прашање. Значи, што е тоа што гради формата на човекот, што ги дава особините на човекот? Никој до ден денешен не може да одговори. Меѓутоа, они претпоставуваат дека е комбинацијата на ДНК како е распоредена во тие неколку тие хромозомите, па преку нив клетките програмата по која клетките ќе ја следат и ќе се формираат организам или нешто посложено. Да, меѓутоа изгледа приказната е малку поинаква. Да, очигледно. Изгледа приказната е малку поинаква зашто тоа не Добро, тоа е е најдоброто што може да го објаснат сега за сега. Може да го објаснат, меѓутоа има многу се согласувам дека е многу посложено. Квантната медицина, односно имаме институт по квантна генетика во Москва. Добро. Значи русите отидат тука најдолго во тој правец, во правецот на електромагнетизмот и многу други ред работи. Значи имаме еден академик, врвен академик, професор Пјотр Пјотровиќ Гарјаев, кој што уште од раните 80-ти години се бави со целата таа проблематика и кој што тврди дека 98% од структурата ДНК се всушност биофотони кои што градат холограм. Подоцна ќе се надоврзаме на целата оваа приказна кога збориме за биофотоните што градат холограм и дека се тоа холограмски структури кои што градат форми. Што е многу интересно. Имам книгата веќе 3 години. Браво. Браво. Ја имам првиот примерок ми беше посветен мене пошто ви бев иницијатор за да се преведе таа книга Универзумот како холограм. Знам за што збориш. Не сакаш да ми потенцираш дали знам, но и имам книгата, верете. Одлично. Сега тука имаме уште еден момент, а тоа е професорот Лук Монтање кој што е добитник Нобелова награда. 2003 година мислам за откритие нешто во однос со ХИВ, пренесувачот на ХИВ вирусот. Он, значи, има потврдено таа негова теорија до некаде, затоа што има успеано исто да направи како и професорот Гареев,
да направи една врста телепортација на ДНК од еден етер во друг етер. Значи, од една чаша, кај што стои ДНК-то, во друга чаша. Една врста телепортација. Тоа не е права телепортација, бидејќи се работи... Заврши правото. Бидејќи се работи практично за фантомна ДНК. За една фантомна ДНК. Кој е всушност преносителот на таа информација и на таа структура ДНК? Електромагнетните бранови, фреквенциите. Значи, он со помош на фреквенции ги пренесува од една во друга. Се случуваат многу интересни работи. Тие моменти, од страна на академикот Гераев, се користат. Он користи една нова методологија да практично структурата на ДНК од здрава особа е пренесе на болна особа, меѓутоа родбински блиска. Родбински блиска, доколку некој фамилијата боледува од тешко заболување, нели? Он е пренесува со помош на нискофреквентни електромагнетни бранови, фотонски, значи го зима ДНК структурата и ја пренесува на матрица во форма на звук. Како практично изгледа тоа? Практично како изгледа? Практично би изгледало кога би имале еден апарат, зиеме... Предпоставам дека тој апарат, влакно. овде не збориме теорија, овде збориме веќе практично користење на... Значи тоа е фотонски нискофреквентен апарат, земе влакно од коса, значи заедно со фоликулата. Таа фоликула се става во определена, значи во определена дел од апаратот. Така. Трансмисијата се носи, значи на нискофреквентен... Имаме носечки... Да, се пренесува, го проаѓа... Зрак, звук. Да, проаѓа низ влакното, коренот. И ги собира податоците. И собира податоците, токму така. И ги пренесе. И ги транскриптира Так. во форма на звук и боја, што е многу интересно. Она што одамна ни го најавија Стар Трек во нивните серии што го гледаме. Така. Бидејќи, нели, како вика, секој член од екипажот е снимен во компјутер здрав и кога ќе легне болен, нему му ја пресликуваат неговата здрава слика и го зрачат тоа за да се врати првобитната здрава состојба негова. Токму така. Што, еве, приказната од научна фантастика се пренесува во стварност. Докторе, ја ова го знам работата и вие како авторитет, сакам човек кој го следите, но и практично го применувате овие сознанија кои веќе имаат практични методи, еден куп работи се тука донесени. Мене ми е интересно, одамна не сме се виделе, дали има уште нешто во врска со ова што би можеле да вака за почеток од овие сознанија и квантната. Бидејќи кога се сретнавме ние пред 5-6 години кога се запознате, вие со ова се занимавате скоро 8 години, ако не се лажам. 8 години, така е. Ми рековте дека секоја болест започнува од пореметување. Медицината смета дека тоа пореметување е пред се во хемискиот дисбаланс на клетката, мембрани и така натаму или деловите од клетката. Но квантната медицина, како ми објаснивте вие, дека оди многу подоле, дека првото пореметување настанува на квантно ниво. Кај тие честички, фотони, неутрони, протони, електрони и така натаму. Тука кога ќе настане првиот дисбаланс, потоа се пренесува биохемискиот. После тоа, значи првото преметување дефинитивно останува на тоа на биофизичко ниво. Значи тоа физика може да е слободно сватите како една врста на биофизика, само малку подлабока. Значи тоа што го имаме тоа е биофизика кај нас. Сега првите пореметувања настануваат на биофизичко ниво, односно на квантно ниво, на ниво на атоми, на ниво на молекули, и после настануваат на ниво на биохемиските, значи промени што настапуваат во самата клетка, нели? И тие се шират. Значи тие пореметувања се шират од клетка на клетка и после доаѓа меѓутоа самото ширење и после доаѓа до заболување на самото ткиво, односно на органот. Меѓутоа самиот пренос на информација е многу интересен помеѓу клетките. Уште Александар Ѓурвич, тој е руски биолог исто, уште 1925 година е приметил и луминесценцата
од клетките на кромидот, како се развива. Да, постоела илуминесценца се увала, знаете. И он тие Што е тоа? Илуминесценца тоа се биофотоните практично. Меѓутоа тоа се биофотоните на Како малку он ги регистрира? не на толку длабок ниво. А ги регистрирал со апарат, имало флуоресцентен апарат. Имало тоа време. Нели, меѓутоа не се тоа на толку длабок ниво тие биофотони. Овие се на малку поплиток ниво што се вика, ама пресветлувале, нели? Всушност, за да дојде до крај, мислам, за да целата приказна стане уште поинтересна, кога 70-тите години професорот Фриц Алберт Поуп, германски професор на Бернскиот универзитет, физичар, биофизичар, он го кажува истото, значи дека преносот на информациите настанува на биофотонско ниво. Само уште еднаш кога кажеме дека фотоните и квантите се исти, за публиката тоа да го знае. Значи квант и фотон е исто. А го нарекуваме биофотон, бидејќи е биолошки. Фотон во некој предмет би бил обичен, нели? А ова е биолошки, затоа го нарекуваме биофотон. Значи квант и фотон истото е намала неделива честица. Значи целиот пренос на информација од клетка до клетка на тој ниво настанува. И тоа е логично и нормално да настанува. Зошто настанува така? Сега замислете дека ние имаме во нашето тело некаде околу, не знам, може ќе сгрешам, 4 трилиони клетки или квадрилиони, не е битно. На крај на краищата колку сме исполнети со клетки. Тие клетки се меѓу себе синхронизирани, сите во еден момент едното исто работат. Мислам, едното исто. Синхронизирано работат. Тие информации што ги примат не може толку брзо биохимиските процеси да се распространуваат, да се разбереме. Значи апсурден нонсенс да помисли некој дека биохемиски процес може толку брзо да се распоредува на селото во иста секунда. Биохемиските процеси се значи релативно спори доколку информацијата не се пренесува на светлосно ниво. Значи со брзина на светлост. А биофотоните се токму тие. Така функционира адреналинот? Отприлика така. У ист момент, у иста секунда, нели? Кога ќе ми пукне филмот, ние добиваме како сигнал и веднаш целото да. тело функционира поинаку, нели? У иста секунда функционира. Значи, не е хемискиот, само хемискиот процес толку брзо да се оди. Само биофотонскиот процес е толку брз, кој што може целото тело се дел од секунда да го адаптира. Иначе не може ништо да се адаптира. Тоа е физика веќе. Тоа е Њутонова физика, на крај краищата земјата. Еден од фактите во астрономијата е дека секое тело кој има одредена густина создава магнетно поле. Така е. Значи, буквално било каква материја, дали е густа, дали е плазма, дали е огнена плазма, дали е студен метал, дали се два атома еден до друг, или еден сам, они сите имаат некакво, создаваат магнетно поле. Особено материја кога е во движење. Така е. Значи, еве, например, баш на предавањата на кои термичко тело нека биде обично, термичко тело ствара електромагнетно поле. Само што кај термичките тела електроните се самата материја во движење создава. Значи, и човековото тело, следствено мене логично проучувам тоа за телата, а логично ми е, па ако материјата, може би на драстично помал, но ние сме во едно константна вибрација, движење, целиот наш организам вибрира, се случува. Ние создаваме, зрачиме, ние не оддаваме само топлина, ние создаваме и електромагнетно поле. Нормално. Што е често пати и докажано преку Кирилијанова фотографија. Докажано е многу пати, меѓутоа за жал тие испитување и истражување не се доволно популаризирани од одредени причини. Може би ќе ги фатиме тие теми зашто не се доволно популаризирани. Да кажеме, во однос на акупунктурата, уште од 50 некоја година или 60 некоја година датира дека кога се става радиоактивен технициум во една одредена акупунктурна точка, се во денешно време викаме биоактивна точка по медицински пат, нели као. Значи таа доколку се стави радиоактивен технициум, вие ќе го видите целиот тој енергетски канал. Како? Буквално ќе го маркира... Ќе го маркира целиот енергетски канал. Бидејќи, кога бевте прошлиот пат, вие употребивте на мене еден од овие апарати за со помош на слаба струја возбудување или... Да, тоа е веќе малку поинако принцип. Не, но во суштина. И тогаш зборевме дека се работи за акупунктурна точка и енергетски канал. Ја тогаш потпрашував дали се работи за нервен канал. Да, не се работи апсолутно, нема ништо заедничко со него. После емисијата вие си заминавте. Со денови ми се јавуваа луѓе
кои едноставно беа дури на работа, онака што се вика на нервоза, бидејќи едноставно тие енергетски канали не ги разбираат. Не ги разбираат, не ги признаваат, нема емпириски опит кој може да ги покаже и да ги докаже. Еве вие верите сега дека има. Има уште од 50-тите, 60-тите години такви опити се направени и многу други опити се направени. Значи, тие канали уште еднаш да дефинираме да разбере народот. Значи, немаат никаква заедничка врска. Ни со крвен сад, ни со нервното ткиво, ни со крвните садови, ни со лимфните садови. Значи, апсолутно се комплетно независен систем. И тоа е докажано и покажано. Меѓутоа, конвенционалната медицина кореспондираат, рековте дека кореспондираат со точките и каналите кои традиционалната кинеска медицина, старата кинеска медицина, древната, како акупунктурата, ги има детектирано и ги има до совршенство ги има. Токму така. Осознаено. Токму така. Значи, проблемот е тој што конвенционалната, традиционалната наша медицина, ортодоксна медицина, смета дека се тоа се физиолошки појави. Зошто смета дека се физиолошки појави? Бидејќи има и пресеци, направено хистопатолошки пресеци во однос на акупунктурните точки, бидејќи во тие акупунктурни точки има енормна количина на лимфни садови, енормна количина на нервни садови, енормна количина на крвни садови. Нервни завршетоци, мислите? Нервни завршетоци, садови, завршетоци. Енормна количина, значи права концентрација. И по конвенционален пат се смета дека всушност кога ќе се стимулира една таква точка, настануваат физиолошки промени во која смисла? Во смисла на стимулирање на одредени хормони. Не е битно, еве, серотонин, окситоцин, не е битно кој хормон. И дека со стимулирање на одредени хормони добиваме позитивни ефекти кај одредени заболувања. Меѓутоа приказната не е таа воопшто. Приказната е сосема поинаква. Значи, тие енергетски канали, ќе се вратиме сега повторно на биофотоните, ги градат биофотоните. Енергетските канали ги градат биофотоните и прават холографски структури на целото наше тело, целиот наш систем. И практично тој систем може само да се види, и тоа на кратко се гледа, со помош на тој технициум, радиоактивен, и се гледа исто така со помош на диелектрична метода, тоа е една специфична метода, повторно физичка метода, во која што може да ги видите прошлиот пат исто како пресветлува фотографии донесов, како пресветлуваат самите точки како пресветлуваат. Не може да се видат каналите како идат, али самите точки може да се видат како и тоа не само на телото на луѓето, животните, него исто така и на растенијата, дали ги гледавте ако се сеќавате, може да се заборали. Не ги донесовте тогаш. Не ги донесов. Не ги донесовме. Ги ветивме, ама не ги имавме тогаш. Има повеќе години од тогаш. Да, повеќе години. Значи, акупунктурната игла како се однесува? Сите сметат дека акупунктурната игла се однесува на тој начин што ќе заболете во вашето тело и сега она е тука локално ќе предизвика црвенило некоја, локално иритирање и активација на одредени хормонски супстанции. Физиолошки, не? Меѓутоа не е така. Иглата представува антена. Она ги собира електромагнетните вибрации од нашата сончева светлина. Значи, она ги собира. И затоа хроничните заболувања се лекуваат навечер, акупунктурно. Зошто навечер? Нели? Затоа што зракот, светлината, затоа што толку не е интензивен, хроничните заболувања бават подискретни стимулации. А акутните барат поагресивни стимулации. И всушност, тие микробранови, значи, што ги прима, она ги пренесува точно до одредените канали, до нашето тело и до одредените органи што се заболени. Само што кинеската филозофија има, мислам, кинеската култура има своја малку филозофија, малку свој начин на гледиште, што е нормално. И ние во нашата, како би рекол, прозападна ориентирана медицина не можеме да ги согледаме и да ги восприеме на таков начин. Така да ретки се да ние лекари кои што можат да работат и едно и друго. Одиме се враќаме на русите. Добре. Русите го користат, воопшто не го вулгаризираат, западната цивилизација со скепса гледа, го прифаќа како чај од нане,
тие методи генерално. Да, не прави белја, али глеј, држи се ти до нашиве антибиотици. Русите малку поинаку пристапуваат. Они уште негдека кога почнува таму 50-60 години, они боти порано немам податоци. Мислам дека тугаш се развиваат. Биорезонансата тогаш се разви, тогаш практично се номинирани. Кога се утврдуваат преку биоенергетичарите кои можат да влијаат, како што беше Џуна, која после стана полковник на тој воен институт за проучување на биоенергијата. И они отидоа степен повеќе. Значи, они ја применија целата традиционална кинеска медицина. Да. И ја спојот го применија технологијата нина со традиционалната. Тоа е суштост квантната медицина, така? Спојот на современата медицина, современата технологија со традиционалните вештини, источни вештини, нели? Тука спаѓа Ајурведа, тука спаѓа. Вие сте биле на тој институт во Москва? Да, институт по квантна медицина таму имаме завршено, ја таму имаме студирано во Москва, живеено до 5 одделение, учев руска школа. До 5 одделение веднаш кога имав, секи ќе ви кажам и како тоа се случи бронхитис кога закачив еден. Тоа беше на некој минус 30 кога бев онака доволно испотен, па легна да се одам снег на минус 30. И што направи руските лекари? Значи, они ми ординираа, не ми ординираа антибиотици, него ми ординираа вендузи. Оние чашкине што се стапалат, нели па се ставаат на грб. Да, што прават вакуум. Што прават вакуум. Сушност, тие часките што од нашите стари исто го имаат трајано, нели? Да. Добро. Дедовци, баби, на тој начин многу ефикасно се лекувале бронхитисите и бронхопневмониите меѓу другото. Единствено проблематични станувале бактеријалните инфекции, за тоа и антибиотикот тука бил корисен, подоцна кој што бил измислен, нели? На тој начин во рок од 3 до 4 дена више немав бронхитис. А што прави уствари? Што правите? Тие се стават на вендузи. Вендузите. Да, се стават на биоактивните зони на нашето тело, значи позади, особено околу. Луѓе мислат дека тие излекуваат. Да, тие мислат дека излекуваат, меѓутоа не е така дека излекуваат со вакуумот, они локално настануваат на самите биоактивни зони, се активираат сите физиолошки процеси, практично го стимулирате тело да даде. Нашето тело, знаете какви антибиотици има природни? Фантастични природни антибиотици во мембраните на нашите клетки ги има тие. Мислам, тоа е нешто невидено. Иначе не би обстанале. Многу работи не се знаат, многу работи. Нашиот имунолошки систем во суштина. Токму така, нашиот имунолошки систем. Ние имаме природни антибиотици со себе. Ние имаме ендорфини кои се неколку пати појаки од најаки од опијат. Така. Против средства против болка. Мислам, ние имаме страшно многу хемиски, биохемиски субстанции кои што исклучително, доколку правилно се активираат, они го лекуваат телото. Вие само помагате на нашето тело. Не е, да ви кажем, квантната медицина идеална. Не можете вие све да постигнете да излекувате со нејзи. Апсолутно. Значи, не можеме ние да кажеме дека ова е така и така. Значи, ние можеме... Ама можеме да се спасиме од хемија, од да, значи можеме да ги намалиме дозите на лекување. Последици. Да кажеме, еден хипертензичар кој што прима големи дози на лекови, можеме 2 до 3 пати да му ги намалиме дозите на лекови. Значи, не ја негирате современата медицина и фармација. Никогаш не ја негираме. Да, никогаш не ја негираме. Ние не можеме едни без други. Зашто кај што ние ќе заглавиме, таму они помагаат. 92% ефикасна оваа методологија. Искрено да ви кажам, луѓе што навлегуваат во оваа област во која сте и вие, обично знаат да бидат исклучеви. Не сакаат да чујат за другата медицина. Вие имате многу правилен пристап. Не може. Пристапите мора да бидат, како би рекол, прагматични, избалансирани, прагматични. Мора да бидат прагматични, затоа што се работи за животот на луѓето, нели? Сега тука имаме... Може да се негираат успесите на класичната медицина. Токму така. Сега ние имаме тука голема доминација во тој контекст поради X фактори, X причини. И практично на некој начин сме, како би рекол, потиснати, нели? Зашто не ни даваат право на некој начин на живот. Зашто сметаат дека тоа не е доволно докажано, што не е вистина. Затоа што нашиот образовен систем, како образовен систем, не зборам само локалниот кај нас во Македонија, зборам на светски рамки, и не е баш така совршен. Многумина од лекарите знаат дека они што го училе низ книгите, нели, како градиво, во праксата не можеле толку често да го преминат и сватиле дека всушност
па добра половина од тоа и не е баш така како што сме го учеле. Нели? Од X причини. Сега тие наметнати така наречени градива, тука јас барем сметам дека до некаде имаат за цел да пропагираат одредени индустрии дополнително. Нели? Тука немам сомнеж во тоа. Затоа што за жал во денешно време испадна дека професијата лекар место да биде така као една хумана професија која што секогаш била, значи професија која што има свој дигнитет и која што била ценета од луѓе, нели, по широките маси, сега станува сосема нешто друго. Затоа е крив практично и општествениот систем, генерално светскиот зборам, нели? Секој лекар е посетен од 10 фармацевти кои форсираат одредени лекови за одредена накнада, под одредени притисоци и така натаму. Али треба да знаме дека и тие 50% од лековите, што се фармацевските лекови, не функционираат, како што ни 50% од природните лекови не функционираат. И тоа да знаете. Има процент кој што функционира, и човек доволно треба да добро, биде само треба доволно паден, паметен да го открие. Така. Али не функционираат. Се разликата во тоа што знаете во однос на лековите онамо кај што пишува нус ефекти или нус појави или несакани ефекти, тој уште една игра со зборови, да, и сакам да ви кажам на луѓето дека тоа е всушност се токсични ефекти. Се отровни ефекти. Кои делуваат врз целиот организам. Вие ако земете еден аспирин, ние го споменувавме аспиринот, нели, као лек број 1, навистина фантастично функционира. Тоа е во синтетичка форма, нели? Природна форма, кора од врба, тешко дека ќе кора од врба, па Јанко, па вие ме... Ја познавам проблематиката. Кора од врба, која што не дава апсолутно ниеден спореден ефект, за разлика од синтетичката форма. Ние не сме синтетички суштества, ние сме биолошки суштества, нели? Понекој пат ни е потребна, тие алкалоиди ни се потребни. Сушност целата фармација е потегната од алкалоидите на растенијата, нели? Сега они доколку не направат синтетичка форма со некоја X молекула плюс или минус, они не може да го патентираат тој производ. Така да на тој начин практично и се прават многу грешки, нели? И има доста штета во однос на луѓето кои што упорно конзумираат и таблети, нели? Хемиски сакам да кажем. Така да треба да биде. Таа разлика што на пример во квантната медицина, чисто природно стимулирано. Погрешен, значи она што го имам следено. Не можете ефект да направите лошо. И погрешно да бидете третирани, не може да направите со посебна диагноза, не може да има штета. Не може да направите штета. Никаков нус ефект не може да има. Тука, знаете, тука се поставува она прашање, нели, отровот од змија знае да излечи многу работи. Отровот од пчелата исто така е една од најлековите работи. Нели? А сам по себе отровен. Знаете, тука настанува онаа скепса. Па ако нема никаков нус ефект, делува ли воопшто ова? Како тогаш воопшто може да делува? Како тоа функционира, ако нема. Значи, има некои мали, но тоа не би рекол дека се тоа некои ефекти значителни. Мислам, знае да се јави поспано, знае малку да се појави појачена болка поради стимулација и распаѓање на одредени таму нус продукти, особено кај чвребетниот столб. Нели, па затоа даваме тогаш повеќе антиоксиданси да пие, да не доаѓа до закиселување, нели, на средината која што практично го стимулира нервниот систем и дава таков одговор во однос на болка. Значи, али тоа се природни, затоа што вие му давате природна информација на човекот. Не му давате вие хемија, не му давате вие синтетика, вие му давате буквално информација. Значи, тоа е нискофреквентна, електромагнетно нискофреквентен бран, фотонски бран, кој што иде во определена зона, биоактивна, и од таа зона се шири равномерно по целото тело. Практично вашето тело се самолекува, што ги спомнавме оние ендорфините и окситоцини и серотонини. Практично на тој начин после, тоа е вториот, третиот степеник, он го саморегулира своето тело. Па знаете што ние сме имале со реуматоиден артрит. Конвенционалната медицина не може да го реши тој проблем со реуматоиден артрит. Значи постојано се клукаат со кое какви отрови, нели? Меѓутоа не може да го реши кога ќе се утврди реуматоиден артрит.
Или се Мислам дека залекува? во Или се суштина залекува? Зашто тоа е може отимно да заболување? дефинирате слободно и пошироко. Зашто тоа Современата медицина не лекува хронични заболувања. не. Нема лек. Хронични Они лекови ги- затоа се викаат хронични, не се лекуваат. Они не се лекуваат. Не се лекуваат, затоа се викаат Например, хронични. висок притисок, земате апче. У оној момент се кога ќе лекуваат. престанете да земате апче, притисокот ви е горе. притисокот ви е назад. Токму така. Значи тоа не е да нешто да лекува, лек е тој што лекува. Да. А ова се препарати, кои што го Ја не знам подобруваат, хронично заболување кое кој што е кој има лек. Да, кој што е подобрува, да не постои практично хронично заболување, кој што има лек. Нема такво. Едноставно нешто. имаш Тоа е- имаш се вика средства хронично. кои ги потиснуваат симптомите. кои што ги потиснуваат симптомите и возможуваат, нели, Некој нормално поквалитетен функционирање. начин на живот. Да. И тоа е се условно. Зависи. Зошто? Затоа што тие задните токсичните ефекти со тек на време се исполуваат. И доаѓа приказната типот, знаете, мајстор доаѓа една работа попрати, други расипува. Со тек на време ефектите не стануваат веднаш. Да стануваат веднаш ефектите од истите тие лекови, нели? Тогаш веќе ќе беше друга приказна. Истото се луѓето го веќе го перцепираат, не го перцепирате, знаете, интересно е колку се развива свест и тоа брзо, дали заради интернет, заради проток на информации и луѓето веќе ги капираат, ги разбираат овие работи што ги кажуваат. Особено свеста настанува еве на пример во последниве неколку децении настана цела експлозија на пример на тие новокомпоновани вештачки синтетички вакцини базирани не на да речем уморени, истоштени Вируси, да, значи вируси, бактерии кои што се умртвени, да, или полуживи, да. и така натаму. Сега, значи што се однесува до вакцините, тоа е онака доста голислива тема, меѓутоа ќе збориме отворено. Нема тука што многу да се крие, бидејќи не се крие доколку вие појдете и го поседете сајтот на американскиот сајт на CDC.gov, значи тоа е Center of Disease Control, значи центар за инфективни заболувања, нели? Контрола на најразноразни типови на заболувања. Вие можете од кај него но тој сајт да извадите, ја имам и на USB, можам да ви го дадам, меѓутоа може да извадите, само да не знам каде тоа беше меѓу документацијата. Значи, една листа во која што она ви кажува секоја вакцина што содржи. Значи, секоја вакцина што содржи. Можете да погледнете. Значи, секоја вакцина што содржи. Тука се на 2 листа. Значи, ја ќе ви кажам што содржат вакцините, па вие луѓето нека размислат што и како понатака во животот, нели? Секоја вакцина скоро содржи формалин, значи тој е мумификант и тој е исклучително канцерогено средство. И формалиндехид исто така, значи иста основа е. Содржи тешки метали, алуминиум хидроксид, исклучително токсични за нервниот систем. Содржи порано содржа чиста жива. Читам формалин, формалдехид. Чиста жива, значи тоа е официјален имен сајт. Чиста жива содржа, сега таа жива више не е нарекува жива, него нарекува тимеросал. А зашто е нарекува тимеросал? Бидејќи 49%, односно 51% е намалија концентрацијата на живата, па сега тој препарат го нарекува тимеросал, иначе пак имаме 49% жива. На интернет се и се што се зборува, многу работи се неточни, се разбереме, тие треба да се проверуваат. И да се филтрираат. И да се филтрираат, да. Така, не секоја теорија на Не заговор може е да, точно, но ниту теорија на се заговор. од оваа другата страна, човек треба само со мудрост да ги изфилтрира и да ги најде. Меѓутоа, вие кога постојано имате врни кадри кои зборуваат едно те исто, нели? И постојано истражување имате во однос на таа област, и кога ќе видите дека последните информации што говорат дека во Индија имаме заболени 45.000 деца кои што примиле вакцина на полио, нели? Имаат заболено од, ќе ви кажам, и што е директно пропорционално на вакцините што се дадени. Значи имаат заболено од специфичен вид на полиомиелитис, значи на детска парализа, кој што е 3 пати посмртоноста него обичаен. Што ги кажете вие се на тоа? Како тоа ви звучи? 45 3 пати посмртоносно е. Шокантно. Нели? Шокантно. Некој заработува дебели пари на тоа. 100 милиарди долари се во прашање на годишно ниво, светско годишно ниво. Тие работи навистина депримираат и ми е нешто да се развиваме во едно хуманистичко општество. Дали исто така се еве овие на пример вакцини кои се веќе 100 години во употреба, оние против вариола, вера и такви тешки заболувања и така натаму кои ги добиваме уште при самото раѓање и така натаму од ослабени вируси.
тие не звучат така страшно, затоа што немаат пропратни, тие идат директно комуницираат со нашиот имун систем. А не носат овие тешки метали, носат јако. Сите истите што ги носат. Новите вакцини се сакат да ги направат да не носат, меѓутоа новите вакцини се генетски модификувани. Сега, добро што го споменавте ова, генетски модификувани, значи, ќе ви кажеме на работа, дека кај нас, не знам се точно колку, али сигурно веќе 4 години, зашто е дадена таа вакцина и на мојот син, на самото раѓање се дава ТБЦ, вакцина стандардно, која што меѓу другото ТБЦ вакцина, последните истражувања се што ги направија пред нема ни 2 недели, покажа дека најновата генерација на ТБ вакцина што е направена, ефикасноста на незина 13%. Да се вратиме, значи, на тоа што има добиено мојот син. ТБЦ, поред ТБЦ има добиено хепатит Б. Значи, хепатит Б тоа е жолтица, али да знаат гледачите дека тоа не е онаа физиолошка жолтица што ја добиваат бебињата, под действие на распад на хемоглобинот, еритроцитите него добиваат таа инфективна жолтица, која што се пренесува преку игла, односно директно преку крв, и кој најчесто може да заболее од нејзе. Заболуваат најчесто едно време, за жал, болните лица со кои што конзумираат дрога на игла, сега више не, бидејќи конзумираат за еднократна употреба игли. Заболуваат, доста често се случуваат хирурзите, нели, оние кои што имаат директна комуникација, контакт со крв, и лаборантите исто така. Зашто на едно дете ви му давате на само раѓање вакцина од хепатит Б? Сакам тоа да ми го објаснат. Зашто даваат? Еве, не морате вие лекар да бидете. Обичен човек, нели? Господин Сарчевски, сега ќе направиме една кратка пауза, а потоа ќе поразговараме и за вашата ординација и практичната примена на сите овие апарати овдека кои ги донесовме, намерно ја ве замолив. Апаратите се малци и поголеми кои ги имате, но ќе објасниме во текот на емисијата за што служат и што можат да помагат. Секако, тоа ќе биде во еден дел и да им кажеме на гледачите дека ќе може да поставуваат прашања, сигурно ќе бидат заинтересирани. Прашањата ќе ги отвориме и телефоните, но не се надевајте на многу одговори од телефон, затоа што тешко ќе се добива. Facebook ќе биде каде што е најавено гостувањето за вечерва. Поставете ги прашањата, ќе ги погледнеме со доктор Сарчевски, а оние што нема да бидат одговорени, ќе бидат одговорени во текот на наредниот ден. Одиме со реклами. Повторно во живо студиото на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Темата е квантната медицина, но со мојот гостин Дејан Сарчевски опфативме и некои теми кои ретко кој се осмелува да ги говори во јавноста. Да одиме на тоа што практичната примена на квантната медицина. Веќе 8 години вие функционирате, имате своја ординација и така наречените, што не е ништо ново во Македонија, ниту сте единствен, бидејќи такви, вие започнавте со едни диагностички апарати, кои ги има на повеќе места, особено нели за заболување на рбетот, и вие така почнавте. Сум бил у повеќе ординации, сум ги видел, тоа е со помош на електроди се диагностицираат во спалени места или нешто слично и така натаму. Ќе објаснам накратко и за тоа, нели, за апаратурата. Јас, кога ќе дојдат клиенти кај мене, луѓето не сакам да ги нарекувам пациенти, некако страшно звучи пациент, нели? Да, ја ги нарекувам моите гледачи. Така. Да, и тоа не е навредливо. Сите сме ние имаме потребно. Пробувам да им е поедноставно да им објаснам за што всушност се работи, а де факто за тоа се работи. Тоа е моментот многу близок со, да кажеме, ЕКГ методата или ЕЕГ методата на мозокот, нели? Или ЕМГ методата, односно електромиографија, електроенцефалографија, електрокардиографија, електроневрографија и се што е поврзано на електро, нели? Во која смисла? Значи, ЕКГ кога правите, ќе ви стават електроди кај рацете, ќе ви стават доле кај стапалата, исто така. Нели, со штипалки се овие. Ќе стават неколку електроди околу срцето. Срцето што прави? Што емитира?
Ритм, звук? Не, ни ритм, ни звук, него електричен импулс имитира. Електричен импулс. Звукот вие само ќе го чуете преку слушалките, аскултаторно и ништо повеќе. Значи, да. Сега, овој момент е многу важен. Добро. Значи, срцето емитира, со други зборови, струја. Струјата од кај ја генерира? Во нашето срце постои природна батерија. И то не е една, него две. Така наречени АВ чвор и ЕСА чвор. Атриовертикуларен и синоаурикуларен чвор. Едниот чвор емитира 0,4 волти струја, другиот чвор емитира 0,7 волти струја. И они ги прават оние ЕКГ запците ПКРСТ, вака што идеш, што се движиш, што ги гледаме. Ги предизвикуваат грчењата на... Токму така, и сосема независно работи. Сосема независно работи. Значи, а на што работат батеријата, на што работи? Што го погонува батеријата? Не знам што ја погонува. Натриум и калиум. Иони. Акумулаторче. Значи, акумулаторче, исто како обична батерија. Така? И тоа е еднонасочна струја. Добро. Значи, мозокот, ЕЕГ, електрична активност на мозокот. Тука веќе не се баш многу најасни сите работи, нели? Меѓутоа се смета дека се неуроцидите тие кои што ствараат електрични празнења и неуроцидите ги имитираат тие алфа, бета, делта, гама, тета, магнити, мозочни бранови, кои што ги ловиме преку електроенцефалографот, електромиографија на или на мускулите. Всушност, целото наше, повторно се враќаме на почетокот од приказната, целото наше тело имитира струја. Целото наше тело емитира струја. Што е струја? Проток на електрони. Проток на електрони. Строго насочени. Се извадив од паметку средно, викам дали ќе одговорам точно, ќе да не ми ставиш. Се шегувам, докторе. Продолжете. Токму така. Струјата е проток на насочени електрони. Во еден смер, нели? Имаме еднонасочна струја, двонасочна струја. Поентата е повторно се враќаме на електроните, повторно се враќаме на атомите. Значи, практично, квантната медицина и не е толку квантна, како би рекол, бидејќи е застапена и во ортодоксната медицина. Само може не ја нарекуваат квантна. Токму тие апарати се физиолошки апарати. Но тие се апарати за регистрирање. Или биофизички апарати. Да, овие се апарати кои делуваат, значи не регистрираат. Сите овие апарати... Имате апарат кој диагностицира, тоа е точно. Исто како ЕКГ, исто како ЕЕГ, исто како сум бил на вашите прегледи. Дајте ми, имате... Исто само што ќе ви кажам што е тука поентата најголема. Еве ги, ова е диагностичката метода. Диагностичката метода која имате со тело, со кичмата, со тоа. Ја го... Ова е, да, тоа е тука, еве го. Исто само задната слика или овдека може да го отворите, да го видите. Тука како мала сличе едно, нели? Добро, ја ќе станам сега. Мислам дека е поголема слика, не е тоа. Ова, бидејќи ја кај вас го имам правено, поентата е следна. Поентата е, дај горната камера. И кај ЕКГ-то добиваме... Дај горната камера, ќе фокусирам. Добро. И кај ЕКГ-то добиваме диаграм. Значи само да им објаснам. Од дејството на струјата. Да не се збунат гледачите. Ова се прикажува на мониторот. Кога идам диагностиката да ја правам, кога ќе одите, и ова. Со овие бои се покажуваат, еве, поголема слика. Еве поголема слика, истото. Значи, се покажуваат функционалноста на... Функционалната состојба на сите органи и системи. Така. Добро. Зелената е добро, црвената е лошо. Колку е потебна бојата, толку е по-лошо, предпоставам, во градацијата. А еве ги и состојбите на рбетните пршлени. Преку таа диагностика, која е прилично прецизна и прилично точна, се смета дека прецизноста е помеѓу се движи, не се смета, да се разбереме, и точно се знае 85-93%, што тоа е тестиран апарат. И многу е важно да се нагласи дека апаратите во квантната медицина се сите медицински атестирани. И мора да има таков сертификат. Апарат, доколку нема таков сертификат, он не спаѓа во групата на медицински, а камоли на квантни апарати. Значи, методата е следна. Методата ви е како да земете ЕКГ да направите или ЕЕГ или МГ на цело тело. Значи, преку него ние добиваме целата, ги регистрираме функционалната активност на сите наши органи и системи. Многу едноставно, комплетно, бештетно,
Затоа што во овој случај емитира, срцето емитира струја и вие го запишувате како ЕКГ. Мозокот емитира струја, вие го запишувате како алфа, бета, гама, тета, делта. Но и секој орган емитува некаква струја. Секој орган, секој движечко тело ќе се вратиме на термодинамика. А квантната медицина крвотокот емитира струја. Така. И секој движечко тело емитира струја. На тој начин и се тие апарати, дали е кај вас, дали е во други ординации, така ги детектираат пореметувањата на пореметувањата на сите системи. Тоа многу прецизно. Многу прецизно. Многу прецизно. Еве ќе ви кажам, ќе компорирам и што е многу важно на функционално ниво. Еден ултразвук, прецизноста негова е некаде се смета до 75%. Така? На физичко деломно функционално ниво, повеќе на физичко ниво. Или да кажеме компјутерот некаде по современите дигитални 83, 4, 5% физичко ниво, а магнетот нешто поинтензивно подобар, нели? Подобро дава слика во однос на промените во органите околу 91-2%. А кажем, меѓутоа ниеден апарат не ви е 100%. Ниедна метода не ви е 100%. Али разликата е во тоа што ова го добиваме на функционално ниво, а она го имаме на физичко ниво. Разликата е во тоа што ова не е штетно апсолутно, а она се и како штетно. Допрва ќе се слушне за магнетот, допрва ќе се слушне за ултразвукот. Зашто имаме конкретно податоци за ултразвучното испитување, што гинеколозите веќе во свет почнуваат се помалку да ги користат во однос на гинеколошките презими кај бремени жени. Зошто? Затоа што он е инвазивно средство, затоа што он испушта ултразвук како радар работи, нели, на принцип на радар. Испушта и враќа, нели, делумно. Или само испушта. Зависи кој тип има две-три врсти, мислам, на ултразвуци. Всушност, он имитира енергија, одреден квант на енергија, значи имитира. И ние добиваме на тој начин обриси, значи имитира. Истражувањата што покажуваат новите, пошто јас почесто консултирам руското градиво, секако и западното, ама почесто руското градиво, значи, они велат дека дури доваѓа на цепање на ДНК структурата со помош ултразвукот. Значи, имаме такви податоци. Тоа треба доправо да се провери, да не ги извадиме од памет гледачи, во секој случај понекогаш нема, нели? Знаеме и за штетноста на X зраците, но некогаш мора да се... Тоа е точно. Значи, сакам да кажам друго. Ние не можеме без едно без друго, затоа што ние ако видиме на функционално ниво, дека нешто не чини, ние мораме тоа да го видиме и на физичко ниво. Или ќе направиме рентген, или ќе направиме компјутер, или ќе направиме магнет. На тој начин се врши диагностиката. Откако ќе се диагностицира одредено, вие како делувате понатаму и со што? Во зависност од заболувањето, значи ништо не е 100%. Ние се определивме некако повеќе за оние заболувања кои што можеме да најефикасно ги решиме. Значи да имаме баш онака максимум ефикасност. А што значи максимум ефикасност? Да ги задоволиме оние 92%. Значи да биде над 92%. Всушност значи и за третман на такви заболувања вие третирате. Тоа се прецена рбетот? Многу заболувања рбетот го третираме, доста ефикасно исто, нели, али и највише имаме всушност такво на поднебјето. Алергии доста третираме и тоа доста ефикасно. Алергии третираме, особено кај деца алергиите до 8 годишна возраст се испоставија дека многу добро реагираат на овие терапии и можам слободно да кажам дека со 7 третмани, ние можеме да постигнеме многу голем успех во однос на алергиите, да ги намалиме. Што значи третман? Значително. Третман. Значи се користи ова е за домашна употреба, што го гледате сега. Добро. Значи они направи за домашна употреба. Сите овде што е тоа? Тоа е управувачкиот пулт. Што е тоа? Ова е така наречен нискофреквентен или low level intensity laser. Значи нискоинтензивен лазер, кој што во себе содржи 5 емисии на зраци. Меѓутоа, кога ќе кажеме зрачење, се мисли на нешто вау, страшно, што апсолутно не е. Зашто се ова нискоинтензивни зраци и они апсолутно не прават никаква штетност. Значи, вие можете овој вака да го насочите во вашето лице, ласерот, тој е невидлив, не се гледа. Значи, во вашето лице да го насочите ласерот
и да гледате директно во него. Веќе има ознака, да, значи има ознака дека е лазер, Да. но нема штетно Нема делување. никакво штетно, што е ниско интензивен. Low level лазер емисија. И што И се он постигна? има внатре, значи рековме 5 емисии, 5 зрачења. Значи инфрацрвен лазер, невидлив, инфрацрвен спектар, пулсни се сите, пулсни и кохерентни. Имаме внатре диоди, црвен спектар, кој што исто има своји позитивни особини во однос на ткивата. Постојано магнетно поле имаме, некоја 45 мили тести, кој што истоветно на магнетното поле на земјата. Добро. Значи истоветно е полето на земјата, можеме да го вклучиме ако сака. Ја одма сакам да се третирам веќе кога сум И онака што ретко е идам кај тебе. најважната работа кај овој лазер, што он имитира како интерференца меѓу целиот овој склоп, он имитира КВР или крајно висока резонанца. Таа крајно висока резонанца се движи помеѓу 45 и 55 гигахерци. Зашто се користи тоа? Тоа е таа биорезонанца. Тоа е таа Толку е резонанца. висока резонанцата на тоа е таа човековото тело? Да, значи ние осцилираме во исклучително екстремни хај, значи екстремно високи или во екстремно ниски. Да, бидејќи самата енергија на атомот е многу ниска, од 1 Херц до 1000 Херци. И од 45, има и помалку, мислам, од 45 гигахерци, па имаме податоци дека дури и 125, 135 гигахерци осцилираме. и всушност физички што се повреди случува? Да. може да се Да, третира. да, апсолутно е страшно ефикасно е во однос Една ваму на ова. дека лактов. Да. Да. Не, боли? Веќе 5 месеци. Да, Имам епа, некоја повреда Ништо ќе макнам. треба да ме поседите подитно. Ева, Слушај, ова од пошто ова е за понеделник- домашна употреба, ева ќе Добро. направиме. Ова ќе го ставиме на 1000 херци, значи титраите ќе бидат 1000. Од ова се часте веќе два пати. Два пати се Детоксификација и ќе го ставиме на 2 ревитализација. минути, може, или на минута. да, још се Ајде 2 минути. И се ако ќе го вклучиме овдека, треба да биде, значи ако го вклучиме вака, само малку, Да. нема да свети. Аха. Ќе типте се и ќе ги активира. Меѓутоа, ако го вклучиме, го држиме на ова, ќе почне да работи. И ќе емитува И светлина. сега, ако емитираме зрак на кај камерата, ќе го уништам сензорот. Да, тоа сигурно. Така да ќе... Добро. Ева, значи овој може директно вака да го гледате во очи. Ева. Добро. Што ја правам? Да го видам. Без никаков проблем 30 секунди. Ако Тоа што мо- свети, не, тоа не, не е лазерот, тоа се LED диодите. Ова се лед диоди. Ова што ги гледате се LED диодите, лазерите не се гледат. Ова не се плашете камера. Томсон дигитална. Сега, Добро. Значи и, третираме, и ова се третира, се така, третира полека. местото. Така Што прави сега во овој момент? Во овој момент. Значи, прво, многу нежно, многу благо, незначително го загрева ткивото, ги забрзува сите метаболитички процеси, што може да ги забрза во ношта, значи го зголемува, баш тука го имам синтезата на ДНК и РНК, катализацијата е зголемува, оксигенацијата е зголемува, колагенот од ткиво го појачува, го редуцира слободниот холестерол, го нормализира мембраниот потенцијал, што е многу битно кај клетките. И ја намалува болката. И намалува болката, што е многу битно. Овие се препарати, овие лазери, исто може да ги сретнете. Во Америка се продаваат под називот Тераквант. Како Тераквант се продаваат. Значи веќе и американците почнуваат да ги Веќе ги користат. имаат они таму, само тие се малку пофенси за нив направени. Така. Тоа се малку груби, со дизајнот знаеме од секогаш Русите секогаш онака, да. на таа, ама добро работеле. Овамо се пофенси направени, доста поскапи, а разликата нема никаква во однос на конструкцијата и во однос на нели. Обично практично све исто е. Обично Само цената е повисока доста. вашите симпатични колешки ова го прават во ординација, во комбинација со релакс масажа, затоа што подобро и што е многу битно е зголемо ефикасноста на мускулите. Морам да го напоменам ова. Значи, оваа методологија може малку необично ќе звучи, меѓутоа заврши програмата. Толку? И што ќе ви стартират моите симпатични колешки кога ќе дојдете кај мене. Добро. Значи 98 година, 1998 година, ја бев обично слабо пратам фудбал, меѓутоа бев чудоневиден кога видов како французите играат онака фудбал таа година, беа онака кој да беа допингувани. Неверојатна енергија има во играњето, нели? Трчаа многу јако, многу активно. За да после неколку години разберам дека специјален тим дошле
руски лекари од Институтот по квантна медицина и ги има третирано со истите овие лазери. Не на лактови, не тоа на се лактови. третира целото тело. Комплетно општо. Целото тело одредени се. биоактивни зони. Да. Што се случува всушност? Ова е многу интересен момент. Сите, мислам, повеќето знаат што е хипербар комора. Тоа е комора во која што врховните спортисти имаат подуктовки на тој начин што ќе ги стават натре под притисок, заситуваат организмот со кислород. Пуштаат кислород во одредена пропорција и под притисок атмосферски зголеме за да кислородот навлезе длабоко во нашите клетки. На тој начин ние замора нашите мускули не се замараат толку брзо и функцијата е многу поинтензивна метаболитичка. Сега овој момент е малку поинаков. Слично на хипербаркомора, меѓутоа ја лично сметам не дека јас го работам ова, него лично Да си сметам. под притисок е малце и опасно. Токму така. И кислородот сам по себе е токсичен. Да. Кога е чист, нели? Да, апсолутно, оксиген. Така. Значи, се стимулира крвотокот, односно се стимулираат црвените крвни зрнца, односно хемоглобинот, тоа се рецепторите, носачите всушност на кислородот, 2 до 3 пати поинтензивно да го зимат кислородот од воздухот. И вие всушност после терапијата имате чувство кога дишите кога да сте некаде на планина. Тога се ова поспаност, тоа е карактеристична симптоматологија, кога сте на планина првите 2-3 дена адаптивна, знаете? Ви се спие позаман, всушност вашето тело енормно се обогатува со кислород. Се чувствувате 10 години помлад после третманите. Гериатриските центри докажа во исто така во Русија, пошто овие лазери претежно таму се применуваат. Поголемите истражувања таму се направени, ќе ги применуваат цел свет. Се повеќе и повеќе. Најголемиот центар во Европа е во Монпелије, и другото, на квантна медицина. Значи, гериатриските центри покажа дека активниот човеков живот кај повозрастни особи во гериатриските го продолжува за 7 до 12 години. Значи, принципот кај вас во работата во вашата ординација е тоа што се закажува преглед, се прави диагностика со колку е потребно, оние да се добијат оние податоци диаграми тоа што ќе ги добиеме, значи како нека ЕЕГ или слично на тоа, ги добиваме сите диаграми детално за нашто и потоа одредувате третман. Во зависност дали тоа ќе биде, дали ќе биде во склопот со нискоинтензивните електромагнетни бранови од апаративе. Овој апарат што го држам тој апарат што го држите во рака, вие го сметате за прилично револуционерен и го практикувате. Ако ова ви беше главна алатка до сега, сега вие помошна алатка. Главното лекување и третмани што ги правите сега се со овој така наречен. Ја би кажал дека комбинирано го правам. Комбинирано го правам и можам да кажам слободно дека ефектите, иако вака го гледате малечко како мобилен телефон, се навистина изворени, бидејќи тие апарати, исто како телефоните биле порано многу големи, да кажеме како пол од оваа маса, и можеби некои луѓе знаат или слушнале за докторот Ројал Реймонд Рајф, или за рајфови фреквенции, или за рајфов апарат. Меѓутоа не се само рајфови фреквенции во овој апарат, тука се многу други фреквенции. Како се вклучува? Други, значи мора да се држи дугмето подолго зелено така, и сега веќе со стрелките можеме да движиме горе или доле. Значи, да го објасниме малце принципот на работење. Значи, ова е електричен апарат кој зрачи нискофреквентен електромагнетен бран. Со специфична значи не можам сега тоа. Со специфична фреквенција и амплитуда. Така. Сега. И кога ќе се уклучи, он емитува. И кога ќе се уклучи, он емитира, значи го емитира тој електромагнетен бран во зависност од заболувањето. Претходно рековме дека сите наши органи емитираат специфични фреквенции кои што ние ги добиваме во облик на диаграми, како срцето, нели што емитира. Што е дренак? Дренажа, као лифтна дренажа. Кога отоци се евува, Имунитет, детоксификација, гастритис. Гастритисот фантастично се санира, значи многу работи се санираат. Вие рековте имаше една работа, кажете ми сега само многу внимателно, затоа што имаше многу реакции. Ја неколку пати го имам спомнувано овој апарат, меѓу кои реков дека може да се третира диабет. Диабет, прво каков диабет и колку е, се извинувам,
Значи, ве молам да ги измериме точно зборовите, затоа што голема реакција. Значи, луѓе на кои панкреасот не им функционира, тука нема враќање назад. Не. Така. Значи, збориме за диабет тип 2. Да. Така? Да. Добро. Значи, вака се да ви кажам, значи, он е помошен апарат при диабетот. Кај некои луѓе, значи, не може да го излекува, да се разберам. Он може да помогне. Како кај хипертензијата, не може да излекувате хипертензијата. Може да ви помогне во која смисла? Значи, може да ги регулира вредностите ваши, да не ви се качува и поред терапијата, некои луѓе примаат терапија, па не им е регулиран притисокот, нели? Дали луѓе со покачен шеќер кои не примаат терапија може да им помогне ова? И колку е ефикасно? Зависи колку е покачен шеќерот, нели? Меѓутоа може да им помогне. Јас генерално немам искуство големо во однос на диабетот. Не ви доаѓале диабетичари да бараат третман за ова? Не. Меѓутоа јас го гледав прво во однос на татко ми како он реагира на сето тоа и он релативно добро реагира. Да се разбереме. Значи ова не е семоќно чудо. Ништо не е 100%. Да беше диабет, да го лекуваше диабетот, ја ќе бев најбогат лекар на светот. Да се разберам. Изумителот ќе беше сега... Изумителот исто ќе беше најбогат човек. Така. Значи не е баш така. Сакам да кажам дека ефикасноста кај различни типови на заболување е различна. Меѓутоа просечната ефикасност кај апаратите е некаде околу 80% кај голем број на заболувања. Голем број. Во овој апарат, во неговата меморија може да се складираат неколку стотици? Не, во овој апарат, значи можат овие се професионални мали апарати се душе, се складираат по 10 фреквенции, тоа значи дека имаме 10 заболувања кои што може да се складираат максимум. Или имате може да се поврзат со компјутер? Да, се поврзуваат со компјутер. Се поврзува и мини USB има таму. Колку такви фреквенции на заболувања за третмани се? Преку 2000. Преку 2000. Тоа значи дека имате преку 2000 заболувања. Преку 2000 заболувања можат да се третираат со овој апарат. Значи, ако го немате вие, во апаратот можете да го аплодирате преку компјутер. Преку компјутер, да. Одреденото заболување кое ќе се диагностицира и да се третира. Да се третира. Тоа кај нас вака функционира. Значи доаѓа пациент доколку има потреба од детата користиме детата, колку нема потреба од дета, значи апаратот не го користиме. Меѓутоа доколку има потреба, ние ставаме одредената фреквенција за тоа одреденото заболување во самиот апарат преку компјутера добива, нели, и го активираме. И он заедно во склопот со самата стандардна терапија го добива и ова. Он само треба да го држи до своја близина или во рака. Ја ќе ви објаснам сега како функционира во... Ја на пример добив вечерва земав 2 третмана, еден е за детоксификација и еден беше за ревитализација. Да, витализација. Само што го држав во раце, во собствена близина, тоа е целиот третман. Да, пола метро може да го држите, значи антената е сместена во долната партија. Значи вие можете да третирате едно друштво, така, на маса седнато. Па ако се држиме сите за раце, може би ќе може. Значи поентата што е? Во Русија како функционира? Овие апарати во Русија или ги имаат купено клиентите или пациентите, како сакате, или руските лекари ги изнемуваат. Значи вие доаѓате со апаратот кај рускиот лекар и он ви вика следно. Значи ви прави преглед и ви каже, вика имате ова и ова. Имате, да кажеме, гнојна ангина. Дали знаете дека со фреквенција може да уништите стептококус пиогенез? Не. Сака да видите тоа како изгледа. Имаме на USB-то, чисто е, без една... Немаме време. Да, немаме време. За жал. Значи, како изгледа, имаме тука снимка, како изгледа, се пушта порано да ви кажеш дека има. Нема проблем. Се пушта фреквенцијата. Фреквенцијата е таа што го нешто тоа всушност беше на телевизија пред година дена во Америка. Нешто слично како хомеопатијата што делува? Да, меѓутоа слично како хомеопатијата, меѓутоа овде во видно поле вие гледате во моментот кога го пуштаме апаратот како бактеријата се уништува. Додека уште жива. Така. Тоа е снимката под микроскоп. Пуштате фреквенцијата специфична за стрептококус пиогенез и више пиогенезот го нема. Така 2-3 пати во тек на ден, во тек на 3-4 дена без антибиотици, без ништо. Ќе го аплодирам ја на мојот Facebook профил, ќе го земам. 100% не е. Добро. Така. И ќе мора ли антибиотик? Не сваќате. Ефикасноста е висока, ама вие и кај антибиотик кој ќе земете, ниеден антибиотик не е 100%. Без разлика дали сте направиле антибиограм или не сте направиле. Значи чувствителноста дали сте не нашле. Не е 100%.
Така. Значи не е ништо 100%. Али како недополнение е фантастично. Да кажеме, да пробате еднаш како можете без антибиотик. Сме имале случаи, упорни инфекции, бактеријални, ние сме ги истретирале. Во комбинација. Тоа практично сте го примениле со овој апарат овдека во вашата ординација? Практично е применето. А кажете ми, дали сте третирале алергии? Алергиите одлично функционираат. Одлично функционираат. Одлично Имав доста прашања за алергии, не за деца, за постари особи. Исто така добри се поготово сега. Како со возраста, како со возраста се зголемува, така ефикасност се намалува, меѓутоа јас сметам дека доколку вие еден 50 годишен на возраст, мислам човек од 50 години, ама намалите алергијата за 50%, тоа е пак голем успех, нели? А сега повторно пак ќе се вратам на тој процент. Во која смисла? Некаде околу 92% е ефикасност. 6% од пациентите слабо реагираат, а 2% воопшто не реагираат. Значи никој воопшто не реагира. Значи 90% одлично. Али 90% навистина одлично. Тоа е одлично. И тоа е добро. Тоа е добро. Може ли тука спаѓаат и оние 50%? Гледам, прилично фер сте. Знаете, прилично имате коректен однос. Не дојдовте овдека со сензационализам. Аха, ја лечам се. Дојдете кај мене, јас сум харек, и така натаму. Малку религија, малку биоенергија, малку баење. Што е абсурдно и ја го осудувам. Убавината на професијата, барем така сметам дека треба да биде кај сите лекари. Дали можете да видите брзо, значи да не му ги човек да не се плаши дека ќе му ги земете парите, а дека нема да има ефект. Можете ли вие да констатирате доколку сметаме дека нема да има, да му кажете види подобро е да се нафаќа. Ние тоа најчесто го правиме. Значи доколку сметам дека не може да има ефект, ќе му кажам отворено, јас сметам дека нема да има ефект. Доколку сметам дека можеби ќе има ефект, ја ќе им кажам да евентуално да пробаме со тоа што знам да кажам првите 2-3 нема да ги наплатиме. Воопшто. Да пробаме, да видиме како ќе иде. Ако оди како што треба, тогаш ќе наплатиме останатите. Значи, сосема на кратко, јас би идел сега, уште ова да го презентираме, бидејќи треба да идеме со вториот рекламен брлог и да одиме со јавувањата и прашањата од гледачи. Ова е машинче нешто слично на овој апарат. Овакво имам јас. Да, ова е Акупен, да. Акупен. Ова е Тоа е за, значи, да ги детектирате акупунктурните точки. Значи, да ги детектирате. Не сте... сме заборавиле. Сум заборавил. Ајде, може да дозволете јас. Ајде. Сакам јас. Се е уклучен и моментално, само да го рестарти... Добро. Добро. Горе не се пипа. Ете. Не стискайте, само малку вратете назад. Ете. Хегу точка. Да. Значи тука може да ставите и тоа ќе го поменат. Може да се најдат разни точки. Тоа е детекторот и во исто време да си дадете терапија. Многу практична работа и многу добро функционира. Ние го користиме исто пенкалце за одредени кога имаме одредени типови на болка. Кога ќе го стиснам ова, ќе почне да ме тресе струја. Малку струја влегува на батерија. И се осеќа струја, зависи од интензитетот по 1,5 волт, значи вкупно 3 волти имате јачина. Да. Може прилично добро да стресе. Само така не може да го држите, мора да имате контакт доле. Да. На тоа така ке метал. Сега прилично. Така и го појачувате на малото. Има овдека контакт. Да. Има овдека метално контакт. Да. Кој што мора да се држи. И вака може да се најдат тие точки. На интернет дури ги има овие точки. Овие точки кореспондираат со акупунктурните традиционалните акупунктурни точки, да. Што пак докажува дека се тоа енергетски точки, а не нервни. Токму така. И така натаму. Токму така. Значи пак во прашање струја. Исто така може и на лице да се најдат. Апсолутно. Особено зад на досија имам третирано со ова. Точно тука на тоа место. А голот се ако притисне само тука боли, да знаете да се намали јачината на минимум, зашто прилично може да стресе за главоболка, за многу работи, навистина добро, одлично функционира. Само што е малку проблематично, треба едно 7 дена секако малку да се навикнат луѓето. Ја тоа го земав прво за наша употреба лична, значи во и доста се продадува за работа, да. Па после гледам дека тоа многу добро функционира за домашна употреба, а тоа е многу слично на ова што го работиме, али диагностика но рачна. Да, рачна, како еден портабал, ама не е тој толку прецизен, не е тој толку, да. Го има човечкото тело и кога ќе се иде на тие точки може да ги покаже исто диаграмално да ги покажува, значи или дека има вишок, значи зголемен сигнал или намален сигнал.
Дали не е далеку од И тука ќе лоцира, така да професионален може. апарат. Ова ви е Али како практично едно за на практично терен. помошно така средство Да не го некое, носите така. целиот компјутер. Да, може да се каже. Океј. Одиме со вториот блок на реклами и ги вклучуваме гледачите. Може. Почитувани гледачи, немаме многу време, значи главните одговори ќе идат преку Facebook. Еве ги првите прашања. Костадин Коцев, дали и може да се нарача производот за лекување што го представи докторот? Секако. Од каде, како со вас да Сите производи контактира? се сите производи се начуваат од Москва, некаде рок на испорака од лика 45 дена. Добро. За контакт кај вас. За контакт Ќе кажеме кај мене, да. каде ви е ординацијата и како да се стапи во контакт со вас. Тоа на крај на емисијата бидете внимателни. Дали помагаат кај менеирните симптоми, проблеми со рамнотежа? Кај мениер, да, помагаат кај Пардон? мениер, да, навистина Извинувам. помагаат, да. Меѓутоа мениерот добро. Кажете, да искажете. Малку е специфичен, добро, зависи од што е, али помагаат генерално. Псоријаза? Не, со псоријазата сме пробале, не сме задоволни воопшто. Артритис? Не. Молам? Артритис, да. Псоријатичен артритис. А кај артритисот да, меѓутоа кај псоријазата не. Значи болките ќе исчезнат, а псоријазата нема да исчезне. Успех на лекување квантна медицина на автоимуни заболувања како што се лупус, мешано сврзно ткиво, ревматоиден артрит, мултиплекс и така натаму. Да, значи се зависи ако се фатат во сам почеток заболувањата. Ние имавме доста голем успех со ревматоиден артритис кај двојца луѓе кои што ги фативме во сам почеток и они сега се апсолутно добри, баш добри, без никакви проблеми и тегоби. Меѓутоа ако се фатат подоцна, тогаш шансите за излекување се доста послаби. Се зависи. Добро, одиме со телефонското јавување. Имаме ли некој на линија? Не, телефоните не ги отвараме. Океј, ја не реков да се пуштат, добро, моја грешка. Пушти ги телефоните. Вакцини за алергија, колку се проверени, дали имаат последици? Значи, немам доволно податоци за нив, само знам дека ефикасноста е релативно скромна. Ова се некои констатации. Дали малигните заболувања? Малигните заболувања не се третираат. Зошто не се Тоа третираат? во принцип да ви кажам, значи тоа се потребни специјални установи за такво нешто, нели? И постојат специјални установи со слична методологија, меѓутоа ние не ги третираме. Тригемус фацијалис, дали Да, тригеминус, да. Што е тоа? Тоа е воспаление на тригеминалниот нерв на лицето. И доста проблематично заболување. А успешноста? Доста висока, навистина. Добро вечер за гледачот кој е на линија. Повелете. Добро вечер. Повелете. Се јавувам од Охрид. Повелете. Имам едно прашање. Значи, моето дете сега има 7 години. Наполни 6 години. Имаше висока температура, некаде околу 39 неколку дена. И после 4-5 дена, значи, се жалеше на болки во нозете и тоа долниот дел, листовите, под колимицата. Примавме јаки антибиотици, пеницилински, без некаква инфузија и слично. Ама бидејќи детето не се движеше веќе, заминавме во оделение. Таму ни кажа, бидејќи му се опоравија ноџињата, значи за 1 ден, 2, после лендацинот, ми кажа дека се било во ред, дека тоа било вирусна инфекција и заради тоа така реагирал неговиот организам. После тоа никогаш не се жалеше на болки во ноџињата, значи мене препорачаа да одиме например на дополнителни испитувања и слично. Ама сега еве 7 години, повторно сличните симптоми. Значи имаше кашлица, свирење некое, не креваше толку висока температура и веќе 4-тиот ден од амоксиклавот примање пак се пожали на болки во нозете. Истиот дел. Тврдеше дека не може да стоите. Значи. И сега ние одидовме пак на оделение. Веднаш ни ја дадоа истата терапија како претходно, само лентацин, значи антибиотики и витамински препарати. И повторно, значи веднаш се опорави. Последнава, вториот пат, бидејќи по втор пат се случи ова,
значи по година и пол, ми ставија диагноза миалгија крурис. Ама сепак, значи, не препорачаа да одиме на дополнителни испитувања на неврологија во Скопје. Добро. Господјо, Сакам јас да се прашам. извинувам. Така. Да, конкретно прашањето, затоа што имаме многу гледачи. Да, извинете. Сакам да го прашам докторот, дали случајно и тие третираат, значи, со овие апарати сега, дали може да се постави некаква диагноза за овие мускулни заболувања? Так. Благодарам за прашањето. Так, благодарам. Ова се очигледно се работи за некој покомплексен Па да, покомплексно заболување, да, зашто одредени вируси имаат афинитети кон коштаното ткиво, и тука дефинитивно треба антибиотски да се настапи, и што побрзо настапиме, тоа е подобро, зашто може да предизвикат осложнување. Знам, она се вкупната терапија, таа помога за имунитетот да го дигне, да организмот сам се избори. Меѓутоа, овдека веќе малку по-комплексно е прашањево и заболувањето. Се прашува што е конкретно. Да, се запрашуваме што е конкретно. Мислам, навистина би морал да го направам, да го видам, да го прегледам детето, да видам доколку можам нешто да им помогнам, би им помогнал. Меѓутоа, вака не би можел навистина според сето ова да изречем некој по-широк, по-конкретен заклучок. Ишијалгија и дискус Да, хернија. тоа се стандардни теми. Тоа И тоа многу, да, тоа е голем процент. со огромен процент. Да, голем процент. Се на 90% во однос на тоа. Бенигни тумори? Не, така не третираме. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало? Добро вечер, повелете во програма сте. Добра вечер. И јас ќе го намалам телевизорот за не. Ве молам само побрзо, бидете љубезни. Еве вака, ќе поставам две прашања. Едното прашање, јас имам ламиноктомија на лумбалната кичка. Меѓутоа имам проблем и со ТХ11, ТХ12, иста ситуација. Дали тоа го третира докторот? Да, тоа го третираме. Значи, меѓутоа многу е важно да го направиме прегледот. Во која смисла? Вие сите тие што имате испитување направени, во главно се направени по физички пат, односно или направен рентген, или направен компјутер, или направен магнет. Разликата е во тоа што ние го гледаме тоа на функционално ниво, односно работот како функционира, какви се сигналите од тоа што ги добиваме. Дали се сигналите намалени, зголемени и што ни носат тие сигнали. Да не ја држиме гледачката на линија. Во однос на тоа каков сигнал добиваме, во однос тоа што се работи, дали се работи за дегенеративен процес, значи колку интензивна е дегенерацијата или воспалителен процес и колку интензивно е воспалението, ние определуваме и терапијата. Така да без разлика убаво е да ги донесете, нели, снимките исто се погледат, и тоа без разлика што ги имате, ги немате, ние мораме да направиме преглед за да можеме да направиме план и програм во однос на терапијата. Фон Рейнхаузен синдром или неурофиброматоза. Не, тоа не го работи. Неќам ни да прашам што е. Звучи страшно. Добро вечер за следниот гледач. Повелете во програма сте. Може да поставам прашање? Да, ве молам, повелете. Ајде. Повелете, ве молам. Ве молам, поставете прашање, ве молам. Ало? Ве молам, поставете прашање, ве слушаме. Дали третира псоријаза? Не, веќе реков еднаш дека псоријазата не е третирана. Не е третирана. Мултиплекс склероза не. Не. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Океј. Значи, во суштина, синуси, алергија... Да, алергија, да, синуси, да, мада синусите се доста тешки за лекување. Ја не знам, мислам дека кажавме повеќе пати во емисијата дека третираме алергија, не знам како не слушна гледачи. Не знам, алергиите ги третираме доста успешно. И тоа имавте сега акција, посебно за овој. Да, инхалаторни алергии, кожни алергии не. Кожните алергии од некоја причина слабо реагираат. Зошто тоа така, навистина не знам. Меѓутоа инхалаторните алергии одлично се третираат. Не разбирам што е разликата. Инхалаторни, кожни алергии, зборам за кожни. Значи излезе по кожа. Господин Сарчевски, вие имавте акција за третман на алергии со попуст сега некои играчи и така натаму. Инхалаторни, иначе од воздухот, прашина, полен и така натаму. На очи, на нос и така натаму, на полен, на такви тие. Меѓутоа кожни алергии не. Значи оние алергии кои што се на храна и лекови. Оние уртикари и така натаму. Уртикари тој тип не, да. Аха, добро. Од некои причини не реагира доволно добро пациент. Синусите? На синусите да ги работиме, ама да се доста комплицирани синусите за работа, ама ги работиме доста успешно. Океј. Одиме со следниот гледач. И они се поврзани со алергиите меѓу другото. Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер.
Повелете, во програма сте. Ве молам, од Струмица се јавуваме. Да. Дали ќе го дадете телефонот? Да, на крај све ќе кажеме и телефон, и контакт, и каде ординација. Имате конкретно прашање? Не. Благодарам. Значи, контакт каде е све ќе ви кажеме на крај. Да искористиме сега на прашањата од гледачите кои ги поставуваат. Оние бар колку успевам да ги стигнам да стискам. Стискам во исто време и да стигнам да ги прочитам. Атаксија кај деца. Не знам што е. Добро, не такви тие од тој тип не ги. Какво е тоа заболување? Па малку се специфични тие атаксично-клонично грчеви кога се собираат. Се грчи телото. Зошто? Тоа се некои општи работи би требало. Нема кватната, нема одговор. Немаме одговори, немаме ни конвенционално, камо ли вам. Неуродерматит, по четврти, по седми пат, псоријазни промени. Неуродерматитот да. Добро. Тој е единствено од кожните кој што доста успешно го работиме, бидејќи е поврзан со нашиот вегетативен нервен систем. Односно неуродерматитот излегува поради нашиот вегетативен, односно поради нашата напрегнатост внатрешна, стрес фактор. И се појавуваат кожни промени. Добро. Само тука кожните промени добро ги работиме. Океј. Одиме со уште пар јавувања и тука веќе завршуваме, бидејќи емисијава моја, иако е за медицина, наскоро започнува изборниот молк, па е строго контролирана, морам да ја згаснам, да ја исклучам. Да некој нешто не каже. Да не каже покрај да живее овој или оној додека помеѓу два пршлена. Шега на страна. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Па само кратко прашање, јас во некои флаери прочитав дека се третира и церебрална парализа. Ме интересира што може тука да се помогне. Значи, вака, извинете, церебрална парализа. Кај сте прочитале? Па имаше во интервјуто за теа, мислам дека беше пред неколку години од професор Сарчевски. Не, професор, не сум лекар сум. Значи вака, церебрална парализа се третира, меѓутоа ги третира, тоа строго има тоа се специфични апарати, не се од овој тип апарати, тоа се апарати само со Вие ги немате тие апарати. Не, ги немаме тие апарати, да. Иначе квантната медицина ги третира тоа доста, сум слушнал и јас доста успешно. Каде би требало луѓе да се во Украина и Русија. Јас само знам за тие два центра таму кои што навистина ги третираат. Тоа е. Друго не можеме да ги И одиме со уште едно јавување. Добро вечер. Океј. Добро. Има уште да видам само прашањата кои се на Facebook. Хипотеродеа и хипотироидеа и пролактиномна хипофиза. Значи хипотироидеа, да, ние зависи повторно колку интензивно, нели, тоа станува збор, меѓутоа доколку е во некои рамки кои што ние можеме тука да навлеземе и да помогнеме, да, генерално да, можеме да помогнеме. Синдром Московиц? Ја да ви кажам прво, не знам, не се сеќавам што е тоа. Не знам ние, искрено. Лупус? Не. Системски лупус? Не. Не. Вака. Значи, сето оно што за аутизам. Да. Добро, тоа исто една сложена и комплексно. Сме имале, чисто онака да пробаме, нели, пошто штетност не имате никаква, може само корист да имате. Бидејќи тука е многу важна и исхраната, да, детоксификација, работи. ревитализација. Сме имале онака интересни промени според кажувањето, нели, на родителите, али генерално тоа е статусот. Аутизам останува и понатака аутизм. Може би некои подобри когнитивни способности има, комуникацијски релативно, нели, меѓутоа тоа е тоа. Шаркомаритут кај млада особа. Шаркомаритут. Не. И алергија на сончева светлина. Кожни алергии не. Зошто не? Зошто Не знаеме зашто не реагира доволно. Само неуродерматитот, тоа знаеме поради. Зашто кожните алергии не можеме да ги статираме, тоа ни сами не знаеме. Наистина, не можеме да најдеме некој рационално објаснување на тоа, а инхалаторите наистина успешно. Еве, еден праша, зошто му се воспалуваат синусите? Рековте дека алергијата е пред се причинител на таква нешта. Да, значи, сите оние кои што имаат синуси, значи хроничен синузит, од овој поинтензивен или помалку интензивен,
во главном се алергични на некоја состојка во воздухот што се наоѓа. Дали е тоа прашина, дали е полен, не е важно, меѓутоа во главном се алергични, односно или се, а ја така би рекол, би се изразил алергочувствителни, пошто по некој пат кај нив не може да им се најде дека се по конвенционален пат од крв, или антителата дека имаат алергија, или по кожен тест дека имаат воопшто алергија. Значи, во главном се алергочувствителни. Океј, и лица. последно ли јавување или две јавувања? Речи, кажете им, уште едно. Добро вечер, повелете? Добро вечер. Повелете? Едно прашање до докторот. Дали третирате спазам на мускули како рецидив од мозочен удар? Да, доста имаме тука подобрување, навистина во однос на такви спазми. Само зависи колкав е мозочниот удар. Во кичмениот столб. Колкав е интензитетот, тоа треба да се види. Значи, мораме да видиме, да направиме краток преглед, а има некоја хемипареза, нешто се јавува, некоја... Пареза на лева цела нога, позади грб и предниот дел. Зависи, значи, колку е возрастна особа, многу параметри зависи, тоа е најубаво да се јавите на телефонските брои, па тоа би го, мислам, кај нас, па тоа би го обсудиле преку телефонски, доколку не сте тука, а ако не бисте дошле до кај нас и би го, би евентуално можеле да подискутираме и да направиме еден краток. Благодарам за јавувањето. Ви благодарам. Значи, во моментов ја запишувам вашата адреса. Bioquant Medical е насловот на вашата ординација. Доволно е само телефонскиот број, мислам. Ординација Скопје, улица Ленинова. Доволно е само телефонскиот број. Телефонскиот број, ние секи им објасниме да 32 37 261. 261. Еве го објавувам јас на мојот Facebook профил 3237261. Океј. И можете евентуално и телефонски број уште еден мобилен да ставите ако бидат зафатени или не. Добро? Значи 078 258 558. Драги мои, тоа беше се за вечерва. Ви презентиравме, иако ова не е прв пат вакво нешто. Во Јади Бурекова е трето гостување на господинот Царчевски. Искрено да ви кажам, значи, многу искрен и чесен има однос кон ова. Со години, целото мое семејство се третираме тамо. Не можам да кажам дека се лечиме, затоа што никаде не се лечиме во потполност, туку, нели, комбинираме и медицина, современа медицина, современа фармација, и хомеопатија, и квантна медицина, и сето тоа пред се ми помага, еве, како родител мене, да ги намалам антибиотиците кај децата, или при алергии, бидејќи општата терапија па помага. Еве, кај моите деца, вие не сакавте да признаете, например, за Максим мој и за Сара, кои има оние алергии, после третманите им исчезна. Многу ефикасно. Предпоставам дека кај други не исчезнува, па не сакате да го кажете. Не, иначе целосно исчезнуваат. Инхалаторните алергии целосно исчезнуваат. Да, ама они нема инхалаторни алергии. А какви има они? Никој не знаеше какви има. Целата приказна ствари околу имуниот систем. Околу имуниот систем. Ако вие имуниот систем го додведете на идеално избалансиран ниво, пошто ги имаме два имуни системи, еден кој што е наследен, генетски, а другиот кој што е стечен, и тие двата кога се во баланс, тогаш се ворат. Ако едниот малку осцилира према горе, тогаш доаѓа генерално до алергии, до дисбаланс во имунитетот. Ја лично морам да кажам на гледачите дека сум модел на третмани за рбет, за болки во рбетот, за воспаленија на пршлени и така натаму, и спондилоартроза, малку дискуспатија, што имав и гастритис и така натаму, и некои работи се средуваат. Во гралом, лек за све нема, ама морам да кажам дека стварно се чувствува како акумулатор на полноч. Е буквално така. Ја ви посакувам успех во работата, а вам, почитувани гледачи, ви посакувам да најдете чаре за вашата мака. Тоа беше се за вечерва. Ви благодарам за вниманието, ви посакувам пријатна и лека ноќ, се гледаме во понеделник.